Неполна седмица по протестниот марш во Мок на Гевгеличани за подршка на болните од рак на иницијатива на 30 на жители од оваа општина формирано е Сдружение на граѓани за борба против рак насловено Елена Костадинова за среќа. Ова здружение ќе го носи името на Костадинова, кој покрај желбата за живот ја изгуби битката со оваа тешка болест. Подигнување на јавната свест за ова болест, афирмација на јавното здравје, едукација на граѓаните за причините за заболувањето, последиците од канцер, но и превенцијата преку рано откривање на ракот се главните цели на новото здружение од Гевгелија. Формирање на здружение беше и пораката на протестниот марш во Мок минатата недела, организирано од здружението Changemaker for All, каде што председателката Марина Томова упати неколку барања до министерот за здравство Венко Филипче. Бараме финансиска поддршка за патот до Скопје за пациентот. Ние од другите градови. Пак во Скопје, се во Скопје, немаме ништо против Скопје. Меѓутоа, според загадеността на воздухот, цела Македонија е во Скопје. Да размислите, министре, дали има можност да се отвори оделение за онкологија во градот со обучени лица за хемотерапија која ќе го покрива регионот на Гевгелија, Богданци, Валандово и Дојран. До граѓаните, поддршка на за формирање на здружение со раководство кои што ќе дадат се од себе за барање и исполнување на потребите кои што се од животно значење за нашите сограѓани заболени од оваа болест. Здружение во кое што основачи и членови ќе бидат веќе излечени пациенти од канцер, наши херои за поддршка. Во Гевгелија последниве години значително е зголемен бројот на заболени од канцер и лица кои што се лекуваат од оваа болест. Во Гевгелиската пак болница со прекограничен проект со соседна Грција е набавен мамограф за рана детекција на рак на дојка, но тој се уште не е ставен во функција, оти кадарот што треба да работи со овој апарат е на едукација.